Романските војници спроведуваат обука за огнено оружје во планините во Трансилванија. Тие се подготвуваат не само за вообичаените закани како што е можна агресија од Русија, туку и за новата поистакната улога на Романија како членка на НАТО што ја поддржува Украина. Војната во Украина ја стави Романија на геополитичката линија на фронтот против Русија, зголемувајќи ја нејзината стратешка важност во НАТО. Реалноста е дека романците одиграа многу важна улога во снабдувањето со оружје за Украина, во голема мера действувајќи како земја на транзит на рутата. Имаше прашања за муниција. Ними беа многу потребни резерви на муниција која доаѓаше и преку Романија. Некои од нив се од резервите на Романија. Но Романија во голема мера не е подготвена за водечка улога. Романските вооружени сили се сериозно застарени, а војната во Европа ги принуди да ја забрзаат нивната модернизација со тргување, например со нивните стари млазни ловци МиГ-21 од советско производство за американски F-16 и F-35А. Аналитичарите велат дека Романија е спроведувач, а не снабдувач на оружје на НАТО. Да бидем искрени, украинскиот одбранбен сектор, индустрискиот сектор беше понапреден и тоа е понапреден од нашиот и тие произведуваат модерна верзија на опрема за светска лиценца. Немаме исто ниво. Романските владини представници не сакаат да зборуваат за поддршката на нивната нација на Киев. Односите меѓу двете земји беа далеку од добри пред војната. И тоа, сметаат аналитичарите, ја објаснува тајноста на Букурешт. Големата разлика е тоа што додека Полска беше многу заинтересирана за светот да дознае за незината поддршка за Украина, Романија играше многу потивка улога и многу често воопшто не сакаше да каже ништо за она што го прави. Неволноста е главно вкоренета во историјата. Романските националистички политички партии, како што е Алијансата за сојузот на романците, отворено го критикуваат односот на Киев кон романските малцинства во Украина, како што објаснува за Гласот на Америка Џорџ Симеон, лидерот на партијата и председателски кандидат. Имаме половина милион романци кои живеат во Украина на териториите кои некогаш и припаѓале на Романија и ги украл Сталин, а тие не ги почитуваат правата за училиште и црква. Руската инвазија на европска земја одеднаш ја донесе Романија на геополитичкиот преден план. Подготовката за таа нова важна улога за Романија е во тек.